околу 2000 лекари за 7 години биле на специјализација и субспецијализација, откри денеска заменик министерот за здравство Маја Манолева. Ова е потенцијал што може здравството да го врати на здрави нозе, тврди Манолева. Да, значи веќе имаше една група на вработувања во клиничката болница Штип. Се надевам дека наскоро ќе ја добиеме и втората група на здравствени работници кои што се навистина потребни за процесот на давање на соодветни здравствени услуги во нашите јавни здравствени установи. Истото важи и за Кочанската болница. За вработувањата, Манолева изрази оптимизам дека од нова година значително ќе се амортизира кусокот на вработени во здравствените институции од истокот. Пред се, Кочанската болница и Штипската клиничка болница, за која од Министерството за финансии е дадено зелено светло за прием на нови 15 лица. Што е навистина бројка која што споредена со периодот од 10 години претходно, од 2006 до 2016, од само 700 специјализации за 10 години, остава простор да видиме дека навистина се вложува во човечкиот потенцијал, затоа што тоа е она што ни е потребно за да функционира здравствениот систем.